Дождот што се очекува следниве денови позитивно ќе влијае на почвата, но и на садите. Агрономите велат дека врнежите се добре дојдени по подолгиот сушен период. Температурите нема да се ниски во котлините, па нема опасност по развојот на самите насади. А исто така знаеме дека на почетокот февруари-март од годината беше посушна, па и житните култури имаа проблеми во однос на развитокот на самото растение. Овој дожд ќе ги стимулира растенијата исто така да се развиваат, исто така и добро дојден и на другите трајни култури, како што се овошните култури и виновата лоза. Пролетните дождови и овие малку пониски температури создаваат услови за заболување на растенијата, вклучувајќи ги виновите лози и овошните насади. Затоа е потребна навремена заштита. Ова ќе го потенцирам кај лозарите, значи да престанат да чекат да дојде месец мај, односно 15 мај, па да им текне да вршат заштита, затоа што веќе има ластари, веќе има листови, а знаеме кај виновата лоза пламеницата напаѓа млади листови и млади ластари. Исто така ќе потенцирам дека и кај другите култури, односно овошни култури, има појава и односно опасност од појава на други болести, како што се да речеме кај јаболчестото овоше пред се има опасност од појавата на чадлава краставост. Врнежи и нестабилно време се најавени за следните неколку денови, но слична е прогнозата за целиот месец мај.